Над 200 луѓе евакуирани во Кичево откако обилните дождови ја излеаа реката Зајашка која поплави куќи и подруми на повеќе локации. Лошо е, од 5:30 сабајле почна да надојдуваат вода. Сега за прв пат доаѓаат до куќи што никогаш не дошле едно 30 години. Сите домови се поплавени. Нема дом што не е поплавен. За жал од страна на општинските органи никој не излезе на терен и се однесуваат како да не се случуваат се ова и да не живееме во Кичево. Повторно поплаван е патен, над метро и пол е сега долу во куќите, значи све се пропасте, значи немаме веќе излаз. Молиме значи до државата, значи надлежните да земат значи за нас нешто да ни се помогне, веќе сме на улица. Ова е втор пат, значи се уништува за месец дена, значи втора не паѓа. Пред една недела, две не пате поплава, не знаев неке да одне, не донесе овде. Сега исто пак поплава дојде, док е патот е извајна поплавата. Значи таму не се живее. Црвениот крст доставува храна, вода, кебиња, душеци и се што е потребно. Имаме околу 206 луѓе евакуирани во моментот во спортската сала Иванидол. Значи, течението на река Зајашка е веќе поплавено од населба Пашино до долу во Прилепска. За голема среќа наша немаме повредени, значи повлечени се сите семејства што се најризични покрај течението на реката и очекуваме бројот, како што гледам, да се зголеми до 200-230 луѓе да имаме моментално овде евакуирани. Од Центарот за управување со кризи велат дека на терен интервенираат екипи од ОВР Кичево, јавното претпријатие Комуналец и Дирекцијата за заштита и спасување. Освен во Кичевско, дождот направи проблеми во Скопско. Граѓани пријавиле поплавени дворови во Газибаба и Бутел. Во Сарај поплавени се и куќи кај селата Букович и Семениште. Тука на терен се пожарникарите од Скопје и Тетово кои вршат испумпување на водата од поплавените објекти и расчистување на критичните точки. Поплави се пријавени и во Гостиварско. Пријавен е и затрупан канал во село Балиндол, при што се поплавени неколку куќи. Во една од поплавените куќи во Беловиште биле заглавени 2 деца и нивната мајка. За случајот веднаш се известени територијалната противпожарна единица Гостивар и ОВР Гостивар. Поплавите се резултат на излевање на сушичка река и затрупани канали. Планирано е ангажирање механизација за расчистување на теренот. Представници од локалната самоуправа и ДЗС ја следат состојбата, велат од Центарот за управување со кризи. Проблеми има и во Тетовско. Иако реките се уште не се излеани, пријавени се слечишта, а забрана за тешки товарни возила има на патот Тетово-Попова Шапка. Даниел Василев, Сител телевизија.